зборуваме за најновите светски случувања. Започнува меѓународната анализа за ова утро на Слободен печат. Русија им изложила свои барања на американците за крајот на војната во Украина. Дали се познати овие барања, овие точки? Дознаваме во продолжение од Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. Па тие барања се оние стари барања кои беа и причина можеби за војната. Тоа е Украина да не влегува во НАТО како постојана, како земја членка, да има забрана, односно да нема распоредување на странски сили, се мисли на западни сили, вклучувајќи ги тука веројатно и европските. Неверојатно него сигурно, бидејќи постоеше една опција наместо НАТО да влезат европски сили. И третата и можеби најпроблематичната барање е да се признаат 4 украински територии кои ги окупира Русија, односно не се целосно окупирани, вчера зборувавме колку проценти е која од прилика, вклучувајќи го и Крим како дел од Русија, бидејќи ќе потсетам Русија тие 4 плюс Крим, значи Крим, Херсон, Запорожје, Донецк и Луганск се влезени веќе во рускиот устав и сега тука враќање нема. Тоа се тие 3 барања кои се услов на некој начин за почнување на мировните преговори. Сега проблемот во тоа е што Зеленски, иако вчера се согласи на прекин на огнот, изјави дека Украина никад нема да ги признае окупираните територии од Русија како руска територија, туку ќе прави све во иднина да се ги поврати, што е нејзино легитимно право. Токму тука ќе биде и проблемот. Проблемот ќе биде бидејќи сега како стојат работите. Работите се следни. Украина се согласи да прекине огнот. Сега треба тоа да го направи Русија. Веќе тимови американски на американската администрација се во Москва, каде што се разговара, преговара. И се очекува Русија да го прифати мировниот договор, да се седне, да се разговара прво за примирие, потоа за мир. Дополнителен проблем, ми се чини, представува изјавата на Трамп од ноќеска или од утринава, кои се закани на Русија дека, како што рече Трамп во негов стил, може да ја порази Русија со еден потек, доколку таа се одлучи да не го почитува ова примирие, да се согласи на примирие, туку да го отфрли примирието и да продолжи со војна. Сега тоа е малце проблематична изјава на Трамп, според мене, доколку е тоа така како што пренесуваат медиумите, особено што Путин за сега го нема никаде да се произнесе околу се ова што се случува. Ги рековме барањата. Она што дополнително ми се чини е некаква порака, ајде така да ја наречеме, вчерашното појавување на Путин во униформа. Тој се појави вчера во војна униформа, заедно со својот началник на генералштаб, генерал Герасимов и командантот на трупите кои го ослободуваат Курск, ќе потсетам, Курск од август минатата година, Курск кој е во Русија, беше окупиран од Украина. Русија сега со една јака офанзива ги потиснува тие сили, бевме сведоци на спектакуларни специјални операции, онаа со гасоводот, каде што руски војници преку гасовод, цевка на гасовод од 12 километри, околу 100 руски војници ги ја поминаа таа цевка и дојда од заднина, од задгрб на украинците и почна таа операција. Курск веќе многу малку е под контрола на Украина, односно речиси е целосно ослободен од руските сили, а доказ за тоа е врховниот командант и председателот на Русија кој во униформа парадира таму, што покажува дека очигледно е работата таму веќе готова и безбедна. И што беше целта на русите? Да ги тргнат украинците, да им го земат адутот за утре евентуални преговори кои ќе има, да има некаква размена на територии. Ние ќе ви го вратиме Курск, а вие ќе ни дадете ова или она. Сега украинците го изгубија и тој адут. Путин ќе чекаме во текот на денот да се произнесе на изјавите на Трамп, кој се покаже со своите изјави дека е доста радикален и дека побрзо ги кажува и многу пострашно ги кажува тие закани, дури понекогаш личат и на непремислени, како што е ова со царините, каде што видовме дека влеза во конфликт со Канада, Европската унија и Кина, тој продолжува да влегува, но ретерираше со Канада поради струјата и Онтарио кој е
поради тоа што Онтарио не испоручуваше струја за САД, така да повторно ќе кажам, Трамп е моќен, но не знам дали може против целиот свет. Да завршиме со Украина. Сега ќе видиме што ќе каже Путин на сево ова и дали Западот, односно Соединетите Американски држави, се подготвени да му излезат во пресет на тие три барања. Без тие три барања, јас не верувам дека Русија ќе се согласи на примирие, бидејќи така целата политика на Путин, која 3 години се води, ќе падне во вода. Повторно ќе кажам, невлегување на Украина во НАТО, Западот веќе рече, односно САД, дека Украина за сега нема да влезе во НАТО. Распоредување на странски сили, Вашингтон молчи, но Европската Унија на големо, предводена од Франција, на големо се надева и се подготвува тамо да распореди евентуални сили, кои би биле сили на разграничување, бидејќи Трамп им кажа, ова е европски проблем. И третото, околу овие 5 територии, што ми се чини ќе биде неприфатливо првин за Киев, кој иако не е во позиција многу да преговара, сепак, ако не се согласи Киев, има тенденции тие територии да ги врати, војната уште ќе продолжи. Вчера зборувавме за регионот, добро и денеска да споменеме какви се случувањата таму, има ли нешто ново со Додик, со неговото обвинение, за неговата осуда, има ли некакви новости околу протестите во Србија? Таму продолжува тензијата. Тензијата е зголемена бидејќи издаден е налог за апсење на председателот на Република Српска Додик, премиерот на Република Српска и председателот на парламентот на Република Српска, значи ентитетскиот државен врв, како да го наречам. Доби налог, нели, судската полиција во Бања Лука, таа не постапи по тоа барање на Федералниот суд на Босна и Херцеговина. Додик излезе и рече дека не го признава тој суд, дека овластувањата на Босанската федерација немаат влијание во Република Српска. Во меѓувреме трае процедурата која денеска ќе заврши на парламентот на Република Српска, кој официјално ќе ги отфрли надлежностите на федерацијата, односно на Сараево, и тоа е како еден вид чекор на целосно самостојување од федерацијата, така личи. Сега Додик се повикува на Дејтонскиот мировен договор, каде што нели има некои разни толкувања, не би навлегувал во нив, бидејќи па и не ги знам толку прецизно да ги навлегувам, но се подигна тензијата, бидејќи треба СИПА, така наречената СИПА или Агенцијата за истрага и санкции, федерална полиција на некој начин, доби наредба да го уапси Додик. Сега како ќе влезат во Бања Лука, не знам. Додик прилично самоуверено изјавува дека ги отфрла сите тие, дека не се плаши од некакво апсење, не може никој да го уапси. Најави дека ќе побара од Русија и од Унгарија да направат да блокираат одлуката на Европската Унија и на Советот за безбедност на Обединетите нации за меѓународната управа предводена од Христијан Шмидт, човекот со кој тој е директно влезен во конфликт, но она што загрижува е дека ЕУФОР, меѓународните сили кои се во Босна, почна да ги засилуваат своите редови, почна да доаѓаат резервните батальони кои ги имаат од надвор. Вчера и синоќа пристигнуваат во Сараево за да го осигураат мирот, бидејќи се стравува дека може да дое до некој евентуален конфликт, односно обид на федералните власти да го уапсат Додик и обид на ентитетските власти на Република Српска да го одбранат. Сето тоа се случува во време кога ова се случува во Белград, каде што исто така Белград кој му дава огромна поддршка на Додик, и вчера видовме дека српскиот председател Вучич, иако има своји внатрешни проблеми, не губеше време да излезе да каже дека има поддршка Додик и дека не се согласува со неговото апсење. Може сето тоа да се искомпонира во исто време, што може да направи голема тензија во регионот, која и онака е подигната, бидејќи сака да го апсат Додик и раководството. Белград и Вучич имаат сериозни проблеми со овие најавени протести за во сабота, каде што гледаме се и се што секој ден. И малку мина зад очите на светската јавност е обидот на
Приштина и на владата на Курти, која се уште нели после избори не може да се формира, да се суспендира српската листа која освои 10 пратеници во Косовското собрание, а кои можеби по некакви финти политички за кои не можеме, јас ти многу зборувам бидејќи не сме компетентни, се обидуваат да ги тргнат за да немаат утре влијание во евентуалната косовска влада. Значи така стои регионот денеска е четврток, ми се чини дека може да дојде до кулминација денес, утре, задутре, ќе видиме како ќе завршат и овие избори во Белград, овие протести во Белград, се извинувам, но и ќе видиме дали федералните власти и меѓународната заедница прилично планираат господин Додик да го приведат. Сега Додик е веќе осуден на година и 6 месеци затвор, што не е толку проблематично, бидејќи неговото дело за кршење на устав и сето она што го терети може да го плати со 30.000 евра и да не лежи во затвор, но проблематично кај него е другиот дел од пресудата, се нарекува забрана за вршење на политичка дејност, што доколку биде приведен, а ја плати казната, ќе мора веднаш да даде оставка од претседателската функција, што па тој дел на политичарите го гледаат како удар врз Република Српска и губење на еден човек кој сака да го заштити српскиот идентитет, па дури да го отцепи од федерацијата и со надеж дека може да го припои кон матицата Србија. Сега Додик се надева на руска помош, бидејќи има некакви релации со Москва и со Путин, и пред се унгарска помош од Виктор Орбан, кој можеби може да направи, да му помогне доста, и му помага очигледно, но јас повторно ќе кажам, во сабота и Орбан има протести на опозицијата унгарска против Орбан во Будимпешта, и сигурно и таму ќе има некакви протести, а протести ќе има и во Букурешт, каде што па се протестира против ова што се случува со Калин Ѓорѓеску, кој нели е тргнат од лицето на политиката, но таму протестираат други, така да овие сите протести не се заеднички со Белград, Унгарија, но се случуваат во исто време. Но се случуваат во исто време и побудува некаква сомнеш дека може би има некаква поврзаност која ние обичните луѓе не можеме да ја видиме. Да, или може би има нешто што, како велат, ништо не е случајно, не знаеме, да не бидеме сватени погрешно, да се надеваме дека наредниве денови нема да дојде до ескалирање пред се во Белград, велам, но и во Босна, бидејќи ако дојде до примената на законите на Федерацијата на Босна и Херцеговина со помош на меѓународната управа предводена од Христијан Шмидт, администраторот кој нема мандат, но кој се уште е таму, значи де факто има некаков глас. Ако го уапса Додик, може да до некакво подигање на тензии, особено во време кога и во Белград се подигнати тензиите, и може да дојде до нели, како го нарекуваат во политиката, сврзани садови, овдека да дојде, ондека да дојде, да се подигне тензијата, оттаму и засилувањето на силите на ЕУФОР во Босна, кои најавуваат дека ќе го зачуваат мирот во Босна и Херцеговина. Од друга страна, КФОР, кој е во Косово, каде што исто така тензиите се повеќе или помалку во континуитет. И ќе видиме Србија, повторно ќе кажам, ми се чини дека во сабота би требало централен настан не само во регионот, туку и во светот да бидат овие најавени протести, особено што се масовни и се финални. Ги најавија како барем ги најавија така. Тоа очигледно едно е сигурно, двете или трите страни кои се судрени во Белград, морам само тоа да го кажам на крај, од една страна актуелната власт предводена од Вучич, од друга страна студентите кои не бараат да падне Вучич, туку се борат за некое подобро општество, и од трета страна оваа опозиција која се обидува, која е слаба разединета на фракции, која се обидува сега да се пришлямче на студентите, и да испрофитира. Едно е сигурно за сите три страни, они се спротивставени во све, но во едно се согласни дека сабота ќе биде крајот. Некој ќе мора да попушти. Дали тоа ќе биде, ајде, условно речено, паѓање на власта, тоа не значи дека ќе падне председател, него паѓање на власта, актуелна,
Дали студентите ќе ги добијат барањата и тука ќе се завршат работите, дали опозицијата ќе направи нешто, станува да видиме сабота. Оно што го рекоа студентите, само дека и сабота не е последниот ден, туку дека ќе протестираат и после сабота, бидејќи сакаат да им се исполнат тие барања, 4 барања за кои власта тврди дека се исполнети, тие велат не се исполнат. Да, студентите во Србија се категорични по ова прашање. Антоновиќ, благодарам. Благодарам. Гледавте уште една утринска анализа на Слободен печат. Останете уште малку со нас.